како СДСМ да го подобри тој свој коалиционен капацитет помеѓу македонските и албанските политички партии, кој во овој момент воопшто не е сјаен, и на тој начин да стигне до таа бројка од 350 до 380.000 гласови кои ќе бидат неопходни за победа на следните парламентарни избори. Господине Мерсал, дали албанските политички партии со враќањето на Бранко Црвенковски во СДСМ и на партиската политичка сцена ќе имат поголем маневарски простор и поголема политичка комоција, тоа политичко надигрување, пазарење, играње и така натаму? Најверојатно да. Од причина што објективната состојба моментално од позиции на албански партии и албански електорат е неповолно за структурите кои учествуваат во власта, затоа што е едно колективно убедување дека сегашната власт ги елиминира или ги дефакторизира ги троши албанците и електоратот како таков. Ги меси. Мендук Тачи, Али Ахмети и Мерселмани. Може да се каже како на лента некоја на Фордовата фабрика Чарли Чаплин, она што беше еден по еден доаѓаат на лентата и ги рециклира на некој начин. Ма зависи дали некој дозволува да се смели или не. Ја мислам дека објективните ситуации постојни кои се менуваат сега дава шанса на поголем простор на играње. Значи да се намали може да се некој Бајрам Амди има поголема специфична во наводниците жена во владената коалиција отколку што имат албанските политички партии. Секој се има цена која саме се го поставува. Што во моментот повеќе се плаши Никола Груевски, од враќањето на Бранко во СДСМ, од можното решавање на проблемот со името или од можното незадоволство на албанците во власта и на политичката сцена? Ја мислам дека се плаши од трите компоненти. Затоа што сепак Бранко е еден така поискусен политичар кој може да направи силен опозицијски блок. Албанците исто така е веќе јавноста, сите сондажи покажуваат дека до крај трпението, тие цело време биле многу толерантни во однос на името, почитувајќи ги колективните емоции на нивните сограѓани, меѓутоа лошата политичка игра на пример ги прави да се однесуваат така што моментално се однесуваат. Што ќе прави Груевски? Ќе ги почитува барањето на албанците, решавање на проблем со името евроинтеграција, ќе има сила да го реши тоа прашање или ќе оди во предвремени избори, бидејќи реално ситуацијата во моментов за предвремени избори нема е добра. Економската криза допрва доаѓа до Македонија, ако Бугарија процено дека главното ќе дојде и Србија во втората половина на годината, не гледам зошто не би дошло во Македонија. Така што Никола Груевски сега со 63 пратеници, па му е тешко да ја менаџира таа политичка сцена, камоли ако падне под 60 пратеници. А со сегашните резултати тој сигурно нема да освои повеќе од 55. Па, видите, ја мислам дека ситуацијата е многу неповолна во државата. Тоа првенствено е заслуга на самиот премиер, затоа што тој е главниот фактор што допринел на големи поделби во држава врз граѓанска основа, верници, неверници, еретици, боголуци и ред други прашања врз етничка основа и ред други прашања. Така што ситуацијата е многу комплицирана. Порано се каравме македонци и албанци. Имам чувство дека таа караница и таа делба веќе на некој начин адаптирана. Сега почнуваме многу повеќе се караме македонци со македонци, словени со антички македонци, не знам, луѓе за црква, луѓе против црква, луѓе за џаме, луѓе против џаме. Да, е створена еден амбиент за сите против сите. Дури многу повеќе од таа логиката подели па владе, така што Груевски не знам како ќе се справи со последната ситуација. Едно е сигурно во однос на вашето прашање дека ни Господ не знае што ќе прави. Затоа што можеби самиот не знае што ќе прави. Тој можеби има еден скривен инстинкт и действува дневно политички. Бидејќи лавира, бидејќи бил најсреќен кога некој друг би му го решил проблемот. Бидејќи може бил најсреќен ако распише референдум, а другите го понесат на плеки тој референдум и го решат проблемот. Сите се среќни проблеми да ви ги решават другите, а вие да сте на власт. Не е логиката тоа. Вие ако сте ја преземе власта, значи сте ја преземе одговорноста. Не може вие да имате власт, а други да ви ги решават проблемите. Дали е точен тој впечаток дека СДСМ очигледно бега од неколку прашања, тоа е високата политика и прашањето за името, односно всушност настојува да ја префрли политичката борба на друг терен, бидејќи на теренот на таа висока политика СДСМ е поразен на трите последни избори во Република Македонија. Господин Исмаил, каде денес се врти СДСМ? Имам чувство дека СДСМ прв пат во својата историја сака да остави зад себе таа висока политика и сака да влезе во некои води кои можеби не се својствени на СДСМ, да збори за економија, да збори за политика блиска до граѓаните. Ќе успели СДСМ во тоа? Тоа е единственото што му преостане на СДСМ, бидејќи тоа е сепак партија во која што јадрото го сочинуваат луѓе, почнувајќи од Бранко Црвенковски на крајот на криштата, луѓе кои што се одговорни пред се,
особено се одговорни околу она што оваа земја може да ја очекува. Очекувате дека СДСМ може да го остави Груевски сам со името, да го остави на бришан простор и има апсолутната мок, и дека Груевски е тој што треба да го реши проблемот со името, дали СДСМ ќе заигра на таква карта? Суштински гледано, значи не само формално гледано, Груевски во тандем со Иванов се разбира, е должен оваа земја да ја извади на чисто, односно најпосле да ги тргне сите дилеми околу тоа дали ќе ја биде или нема да ја биде. Во моментов Груевски тоа што го прави, придонесува да се уште околу Македонија се развиваат контроверзи, дали овдека има доволна критична државотворна маса и дали оваа земја може да ја биде или околу незе ќе се разговара на некаква си нова Јалта и слично. Клучното што е во моментов е дека мислам дека Ѓорги Иванов е се уште тазе и свеж во политиката, посебно во високата политика, кај Груевски се јавуваат контраверзи. Значи тие контраверзи не се направени свесно по мене, не знам, пуштаат разни пробни балони, туку се апсолутно поради фактот дека мислам дека не знае што сака да направи и што би требало да направи во моментов. Мислам дека се крши и не знам во кој правец ќе трни во проблем на тоа решавање со името и на останатите прашања. Нема да се согласам со вас, не сум сигурен дека Груевски не знае што прави. Груевски ако не знаел, например, во 2006 година што точно треба да прави или што прави, сега е 2009 година, Груевски совршено добро знае што треба да прави и што прави и што не треба да прави. Неговите луѓе на терен разговараат со членството по три прашања. Едното прашање е решавање или нерешавање на проблемот со името, второто прашање Љубе Бошковски, третото враќање на Бранко Цренковски во СДСМ. И тоа е агендата на неговите најблиски соработници што одат на терен. Па добро, тоа покажува уште еднаш дека Груевски совршено добро знае што прави, а за жал се гледа што прави. Што прави? Што мисли дека ќе прави? Ја оддалечува Македонија од НАТО, ја оддалечува Македонија од Европската Унија. И тоа не може да се повика на тоа дека се случило така заради сплет на околности, глобални околности, непријатели на Македонија, грчкиот фактор и слично. Напротив, мислам дека Груевски е влезен во шемата на поголеми процеси, во кои што процеси тој совршено добро ја игра улогата на оној кој што е еден од главните кочничари пред се на ширењето на НАТО. Кога може да избира помеѓу решање на проблемот со името и невлегување во Европска Унија, што ќе избере Никола Груевски? Значи, на маса му се поставаат две можности. Да реши одредени прашања од тој аспект, може би да изгуби дел од рейтингот, меѓутоа сепак да ја зачува колку толку власта, и второто да не ги реши тие работи, дојде на предвремени избори повторно, што исто така е една многу неизвестна опција од аспект на денешната состојба на политичкиот терен. Па тој како човек кој што добро умее да се бави со математики, во меѓувреме ја научи и таа политичка математика, и ако не знае ќе му ја соопшта, се разбира, тој никако нема да допушти оваа земја да влези во НАТО или да влези во Европска Унија или да се доближи до Европска Унија. Единственото од Европска Унија што тој го очекува и што би му било добро, нели, политички да го инкасира во некаков позитивен поен, е оваа несрекна визна либерализација. Иначе, НАТО и Европска Унија се нешта кои што секогаш биле вон хоризонтот негов и на неговото обскурно и за многумина нејасно обкружување, кој што не е само овие неколкумина кои што ги гледаме со име и презиме, туку очигледно е дека долго време околу него се врти екипа за која што македонската јавност не знае која е, каква е, и на крајот на кришта која што за жал е пред нашата јавност неодговорна. Колку ќе може Груевски да го издржи притисокот во тој експрес лонец кој врие во врска со името? Дали ќе може као ластик тоа да го растегне барем 3 години до следните избори? Не, 3 години сигурно не ќе може да го растегне, ќе ги вара вентилите и сега се овие параполитичките вентили на дело, имено од канализацијата во Инџиково до спортските сали во училиштата, малце занимација со Љубе Бошковски, која што не е само заради некаков си страф на ВМРО-ДПМН, туку е тоа и ангажирање, односно мобилизирање на она што му е партиското членство, мускулатурата меѓу и така другото, натаму. и тоа е. И се разбира со постепено заплашување со она голема несреќа што може да ги снајде ВМРО-вците пред се, тоа се вика, таа голема несреќа се вика Бранко Цренковски.